Се наоѓаме во центарот на Велес, во просториите на туристичкото биро на општина Велес, каде што денес и утре сите хумани граѓани на Велес можат да подарат производи и да се вклучат во акцијата на помош од Северна Македонија за граѓаните во Украина. Разговараме со доктор Марина Тодорова. Таа е наш денешен соговорник. Доктор, ќе имате една, ќе кажам, благородна задача во името на граѓанско здружение да реализирате активност во која што очекуваме велешани да ја покажат својата хуманост. Ке ни кажете ли зашто станува по-конкретно збор? Се работи за собирање на хуманитарна помош на населението кое е настрадало во резултат на сегашните случувања во Украина. Голем број на жители останаа без домови, голем дел се избегани по околните држави, најголем број од нив во Полска, многу се во Романија, Бугарија, Молдавија. Голем дел од луѓето се преселени во самата држава, се раселени по регионите каде што сега е помирно, а голем дел се наоѓаат уште во своите домови и немаат пристап до храна и до основни намирници, до хигиенски производи, до лекови. Целта на здружението кое се обрати кон мене за помош во Велес е да се собере помош во вид на храна, санитарни производи, хигиенски производи, лекови кои би се пратиле во Украина. Веќе досега имаат пратено 2 камиона полни со помош и кои понатаму ќе се поделат на населението кое има нужда. За кое граѓанско здружение станува збор? Тоа се граѓани кои потекнуваат од Украина, колку што се моите информации. И кажете ни како ќе работи овој пункт денеска и утре за да се собере помошта од велешани? Значи, бев контактирана од Здружение на украинци во Македонија, Лесе Украинка. Тоа е здружение на граѓани, украински граѓани, македонски граѓани, жени кои се мажени во Македонија, цели фамилии кои поради работни обврски или други обврски се преселиле да живеат во Македонија. Јас не сум член на тоа здружение, но се познавам со многу луѓе од нив, бидејќи самата сум родом од Украина и во сите години кои сум тука во Македонија комуницирам со луѓето, да речеме, од бившите социјалистички држави. На Молдавија, сите сме имале до сега секогаш многу убави дружења и убави години поминати уназад заедно. И затоа сега кога се обратија кон мене со молба да им помогнам во Велес, бидејќи немаат член во здружението од Велес, не можев да ги одбијам. Иако долги години не живеам во Украина, таму се моите родители, таму е брат ми, не можам лично нив ништо да им помогнам, ама барем да не стојам со спуштени раци, да бидам со нешто корисно. Доктор, ке со оглед што вашиот брат и вашите родители се во Украина, како се, во каква состојба се тие? Имате ли барем информации? За среќа, ако нели може така да се каже во сета ситуација, кај нив е релативно безбедно. Брат ми се работи и живее во градот Одеса, тоа е милионски град на Црно море. Родителите се наоѓаат на 200 километри јужно од Одеса во рурално подрачје и далечината од големиот град го прави животот таму сега да биде мирен и релативно безбеден. Иако во првата недела имаше неколку ракетни обстрели, нема некои големи разрушувања и нема многу жртви. Голем е стравот, голема е несигурноста, неизвестноста, значи не знаеме секој нареден ден што ќе ни донесе. Секое утро почнува со тоа што се проверува телефонот, дали некој пишал, дали се јавил, какви има вести од регионот. Не можете ли да ги извлечете и да ги донесете во Македонија? Сите полнолетни граѓани од машки пол од 18 до 60 години сега не смеат да ја напуштат државата. Значи не се пуштат преку граница, поради тоа прашањето за брат ми да ја напушти државата отпаѓа. Родителите се над 60 години, но не сакаат да се останат во своето место, се додека дозволуваат околностите. Посакувам
расплетот на целата ситуација да биде позитивен и да нема жртви во Украина, да се обидеме уште еднаш, докторке, да ги повикаме нашите велешани, значи од колку до колку часот денеска и во текот на утрешниот ден можат да дојдат во туристичкото биро и да донираат доколку сакаат. Пунктот ќе биде отворен, значи денеска до 18 часот и утре во тек на денот од 10 до 18 часот. Отстапен е просторот од страна на општина Велес, поради што многу сум им благодарна. Исто во соработка со нив организирано е да има и волонтери кои ја прифаќаат помошта. Значи пунктот ќе биде утре отворен до 18 часот. Ви благодарам на разговорот. Во многу наврати Македонија, а исто така и велешани покажале дека се хумани. Се очекува нивниот одзив и во текот на денешниот и се разбира утрешен ден, петок. Повелете, посетете го туристичкото биро и доколку сакате да помогнете, донесете. Дел од работите кои што веќе докторката ви информираше, што се можете да донирате.